вториот дел од интервјуто со Христијан Мицковски разговараме на економски теми. Господин Мицковски, покрај во политичка Македонија се чини дека никогаш не било во полоша економска ситуација. Имаме најголема инфлација во регионот, а најмалку странски инвестиции. Кој е решението? Па нема стратегија, видете, нема стратегија. Еве јас биве охрабрил да конкретно го анализирате последниот случај, а тоа е на кому се доделени средства од програмата на ФИТАР. И ќе видите дека тие 4, 5, 6 милиона колку и да се доделени на компании каде што или имаме сопственици кои што јавно ја бранат политиката на владата на СДСМ и ДУИ, многу јасно се тие бројки таму насочени, или па имате компании кои што многу јасно во минатото биле блиски до ДУИ посебно и делумно до СДСМ. А компании кои што имаат извозно портфолио се одбивани. Еве, само тоа погледајте го. Во економијата нема импровизација. Политиките во економијата не се носат денес утре. Треба стратешки да се планира. Денеска вие планирате за да нешто се случи после неколку години. За жал, нашата влада ниту има капацитет, ниту има знаење, а ниту има визија за тоа да го направи. Така, секојдневно гледаме протести, излегува на протест пензионерите, судската администрација. Подготвени сте да ги исполните нивните барања кога ќе дојдете на власт? Еве да речеме пензионерите конкретно бараат 5000 денари зголемување на пензиите линеарно. Ќе има ли пари во буџетот? Нема да биде сериозно ако сега кажам видете што сакате вие, нема проблем, само гласете за нас. Вие што сакате, нема проблем, гласете за нас. Многу внимателно приоѓаме, бидејќи од информациите кои што се на нас достапни, состојбата во буџетот е алармантна и, би рекол, катастрофална. Во која смисла алармантна и катастрофална? Во смисла дека покрај тоа што има многу криминал, многу сива економија, и приливите не се онака како што се планирани, посебно во делот на данокот на додадена вредност. Но секако можам да ветам дека ќе биде многу поправично и многу по-фер за сите целни групи. За сите, буквално, и за јавната администрација, и за вработените во судовите, и за пензионерите, и за младите, и за бизнисмените, и за земјоделците, и за медицинските работници, и за работниците во Министерството за внатрешни работи, и за војниците. Буквално за сите целни групи ќе имаме многу пофер пристап од тоа кое што е денеска. Но мораме најпрво да имаме јасни параметри. Во моментот имаме само индици и информации. Кога ќе ги видиме тие параметри, тогаш можеме да кажеме и ќе излеземе во јавност и ќе кажеме врз основа на овие параметри, ова можете од нас да го очекувате и нека не држат за збор. Така, се чини дека власта нема пари за граѓаните, но има пари за зголемување на платите на функционерите. Подготвени сте ли кога ќе дојдете на власт да почнете постапка за намалување на платите на функционерите? Вице-премиерот Битики рече дека требало да се изменат неколку закони. Тоа го споменувам неколку наврати во дебатите јавни, дека е потребно да се донесе закон во кој што ќе има јасно нивелирање на примањата на функционерите. Треба тоа да биде достоинствено, имајќи предвид одговорноста која што имаат, но не треба да биде толкава разликата колкава што е сега и отстапувањето да биде толкава. ВМРО ДПМН ќе донесе закон кој што ќе биде фер и закон кој што се разбира дека ќе ги намали примањата од оваа сума која што е сега. Така, сакам да прашам за едно важно прашање. Во недостиг на странски инвестиции, власта се чини дека почна да ги распродава природните богатства и ќе наголемо се зборува за продажба на чебрен на грците. Кажете ми, кој е вашиот став околу ова? И може ли да се спречи? Видете, тоа е еден процес кој што нашите информации велат дека изобилува со многу пропусти во самата постапка. Процесот е воден погрешно. Процесот е поставен на лоша основа. И сега веќе понатаму како се напредува со тој процес, се повеќе и повеќе ќе имаме пропусти. Што сакам со ова да кажам? Прво и основно,
нашата стратегија и моја лична за изградба на Чебрен е дека тоа треба да го прави државата. Прашањето е дали може тоа да го прави државата и како може да го прави државата, затоа што ценам дека од стратешки причини ни е потребен уште еден резервоар вода покрај постојните акумулации кои што ги има. Што се случувало сега? Јас би сакал преку неколку факти да објаснам, а е поврзано со оваа јавна набавка. И за тоа носам неколку документи кои што мислам дека на јавноста ќе бидат многу значајни во делот на јасно, прецизно објаснување што се случувало и доказ на мојата теза дека од самиот почеток работата е поставена на погрешна основа. И јас сум загрижен, бидејќи очекувам да ја предводиме како ВМРО-ДПМН на следната влада и дека овој процес ќе ни биде оставен во наследство, ќе треба да го менаџираме. Не сакам потоа да бидеме обвинети дека напуштаме или прекинуваме постапка која што е почната, стратешка и така натаму и така натаму. Во име на тоа сакам да презентирам неколку факти кои што ценам дека представуваат лоша основа за самиот процес. Имено, овој документ кој што сега ќе го поставам, ќе го представам е практично службен весник од 17 јануари 2020 година, број 13. Во овој службен весник е објавена одлуката за започнување на постапка за доделување концесија за изградба на проектот Чебрен. И во овој службен весник е дефинирана процедурата и условите кои што ги донела владата кога премиер бил Зоран Заев на седница одржана на 24 декември 19. Се објавува на 17 јануари 2020 година. Тоа е овој документ, односно службен весник број 13. Одлука за отпочнување на постапка донесена од владата предводена од Зоран Заев 24 декември 2019, објавена во службен весник број 13 на 17 јануари 2020 година, каде што се дефинираат правилата на игра. Во членот 5 од оваа одлука за отпочнување на постапка се дефинирани обврските кои што ги превзема државата. И вели, во членот 5, став 3, вели дека државата на компанијата која што ќе добие оваа набавка, ќе биде најдобар понудувач, ќе ја отстапи хидроцентралата Тиквеш, која што сега функционира на Црна река, позната во јавноста како Тиквешко езеро, 3 месеци по датумот на старт на изградбата на хидроцентралата Чебрен. Значи, 3 месеци по датумот на старт на изградбата. Почнува да се гради, 3 месеци потоа го добива Тиквеш. Потоа треба да изгради 400 киловолтна трафостаница Маријово, каде што ќе се поврзе хидроцентралата, ќе направи експроприација на земјиштето, ќе изгради пристапни патишта до локацијата и, бидејќи овој концепт е сложен, е така наречена реверзибилна хидроцентрала, ќе обезбеди ноќни вишоци на струја, со која помалата хидроцентрала Орлов камен навечер ќе враќа водата повторно во Чебрен и ќе може неколку пати истата вода да се користи преку ден за производство на електрична енергија. И тоа се условите кои што ги дефинира оваа одлука. Одиме сега понатаму. Овој документ, број 2, што ќе го покажам, е одлука која што ја носи техничката влада на Спасовски во февруари, 4 февруари 2020 година. Значи сега веќе имаме техничка влада, носи одлука на 4 февруари 2020 година, тоа е одлука за изменување на одлуката која што ја носи владата на Зоран Заев и истата ова одлука е објавена во службен весник број 33 од 10 февруари 2020 година. Што вели оваа одлука? Оваа одлука вели дека членот 5, ставот 3
кој што ги опфаќа овие услови за кои што зборував, тиквеж, експроприација, пристапни патишта и така натаму, се брише. Значи, тој член, став 3 повеќе не постои. Владата на Спасовски брише одлука на владата на Заев. Делови од одлука на владата на Заев. И тоа го објавува во службен весник број 33, кој што е објавен на 10 февруари 2020 година. Внимавајте понатаму. Ова е документ број 4. Ова е текстот на јавниот повик со кој што се покануваат компаниите да учествуваат на предквалификација од 17 јануари. Значи, од прилика 2 недели, откако владата на Спасовски ја модифицира одлуката на владата на Заев. И повторно магично се појавува ексклузивното право да ја управува и одржува ХЕЦ Тиквеш, но сега внимавајте, 3 месеци по започнување со работа на ХЕЦ Чебре. Значи се повикуваат на поништената одлука. Ама модифицирана. Модифицирана. Како модифицирана? Поништената одлука вели ќе му ја отстапиме на добитникот ХЕЦ Тиквеш 3 месеци откако ќе почне градбата. А во повикот повторно се појавува ХЕЦ Тиквеш, но 3 месеци откако ќе биде завршена градбата. Тоа е голема разлика. Голема разлика од прилика ако таа градба трае 6 години, а ХЕЦ Тиквеш произведува од прилика од 140-150 илјади мегават часови. Пазарната цена е некаде околу 120 мегават часови, но таа е, внимавајте, пикова енергија, таа е уште поскапана, еве да речеме 120 евра мегават сат. Помножено со 6 години ние добиваме сума од 100 милиони евра. Но што е важно? Помеѓу овој јавен повик, одлуката на Заев е одлуката на Спасовски да брише делови од одлуката на Заев за отпочнување на поставка. И се објавува јавниот повик, каде што повторно се појавува ХЕЦ Тиквеш, кој што не би требало да се појави, бидејќи веќе е избришен од страна на владата која што ја предводи Оливер Спасовски 2 недели претходно. Ова е документ пред. Ова е документ 5, записник од седницата на владата, одржана на 14 септември 23 година, во која што се избира 3 години сега и нешто, 3 години 10 месеци или 3,5 години потоа, се извинам, се носи одлука каде што се избира најповолен понудувач. Така е дојдено до грците. Да, и така е дојдено до компанијата која што во јавноста кај нас е позната како PPC Archirodon Group, односно грчкото електростопанство. Еве таа одлука. Владата во таа одлука, ова е документ број 6, се повикува на службен весник број 13 и број 33. Тоа се двата службени весници, каде што еднашка ја дава Тиквеш 3 месеци откако ќе почне градбата, а вториот пат ја брише. Че се појава. Еве. И тука не завршува се. Откако ја добива оваа одлука компанијата добитник, на 16.10. оваа година, 2023, вложува жалба до Министерството за животна средина и просторно планирање, носител на јавната набавка, и вели дека членовите 5, 6, 8 и 10 од оваа одлука се спротивни на тендерската документација на која што тие учествуваат. Сметате дека грците се на некој начин измамени? Па јас сметам. Не знам дали ова намерно направено. Не знам дали ова од незнаење направено или од некои други причини, но предупредувам дека овој процес, ваков каков што е, како што сега го анализираме овде во вашата емисија, е поставен на погрешна основа. Едно дрво погрешно засадено, погрешно ќе израти. Предупредувам, бидејќи
имаме право како потенцијална идна влада да бидеме загрижени дека ова може да не доведе во една многу сложена ситуација. И ги повикувам институциите, вклучително и потенцијалниот инвеститор, да седнат и да го разјаснат това на јавноста. Затоа што вака како што е, народот има право да знае која од овие одлуки е одлуката и зошто се појавува различно толкување на отстапување или неотстапување на хидроцентралата Тиквеш, која што е постојна, дали 3 месеци по отпочнување на градбата или 3 месеци по пуштање во функција на хидроцентралата Чемер. Значи, И тоа е 100 милиона евра разлика. Точно 100 милиона евра. Затоа предупредувам и до македонската јавност, и до компанијата, но и до македонските институции, уште овие неколку месеци што се таму, да не прават проблеми со кои што дополнително ќе ја загрозуваат Македонија како држава, а воедно погрешно ќе го наведат и самиот инвеститор. Што ова е нов голем скандал на власт. Па, јас повторно ќе кажам, не знам дали ова намерно, не знам дали од незнаење или некои трети причини, но ова е скандал. Така. Доаѓа зимата, ќе се соочи ли Македонија повторно со енергетска криза, топлинска криза, како што беше за време на короната? Кои се вашите предвидувања? Па ќе биде предизвикувачка, како и секоја зима. Бројките од она кои што го имаме ние како информација во моментот не ставаат во една покомотна состојба, имајќи предвид споредено со минатата година, а и временските прилики, што се вели средина на ноември е најголемиот дел од домаќинствата се уште не се ни греат, бидејќи температурите надвор се такви. Но енергетиката е сложена, ситуацијата може да се промени на дневна основа, треба да ја следиме, да имаме јасен план, да имаме резерви, и ако тоа не е направено, апелирам до надлежните тоа да го сторат час поскоро, бидејќи повторно не би сакале граѓаните уште една зима да поминат во страв, дали ќе има електрична енергија, по која цена ќе биде и така натаму. Но она што е важно и она што е значено да се каже дека континуирано имаме раст на цената на енергенсите, посебно електричната енергија. Евростат излезе со една позиција пред некоја недела дека македонските граѓани во регионот плаќаат најголемо покачување на електричната енергија споредено со сите земји во регионот. Така, за крај да прашам за неколку инфраструктурни прашања. Втопатот Кичево-Охрид повторно се одложи. Ке излезе ли дека ВМРО го почна, ВМРО ќе го заврши? Па, видете, повторно тука гледаме некакви лични интереси, обиди на Ковачевски групи да прават политички гимнастики и пресметки, но мислам дека тоа нема да им успее овој пат. Ценам дека во отсуство на јасен проектен менеджмент и многу невистини се доведува во една ваква ситуација каква што се доведува. Очекував Ковачевски на ист начин како што му велеше на Бочварски стани Бочварски да те види цела сала, исто на таа конференција што беше во Охрид кај што најави прекинување, да го стане и да му каже ајде сега кажи што ќе правиме. Така, во меѓувреме останавме и без железници. Единствениот во Шодеш кон Битола запре. Дали сме единствената земја од регионот каде што нема железници? Една од стратешките политики на едната влада ќе бидат инфраструктурните проекти и брзата пруга север-југ, со кои што возовите во Македонија ќе патуваат со просечна брзина 120 км/ч. Држиме за збор. Да ме држите. Господине Мицкоски, ви благодарам за интервјуто и ви посакувам да го реализирате сето тоа што сте го замислили. Благодарам на можноста и се надевам го задржавме вниманието на вашите гледачи.